Започнува попладневната емисија на Канал 8, почитувани гледачи. Тука сме во прекрасниот амбиент на Центро Бизнис Виница. Навистина преубаво е на музичката вечер 2015. Добро знаете од Канал 8 и од емисиите на оваа телевизија дека секоја година музичарите од Истокот организираат музичка вечер на која покануваат гости од цела Источна Македонија и тука се присутни, се забавуваат, се веселат и се дружат, што е најважно. Ние вообичаено правиме разговори со сите гости од музичката вечер, но доста се присутни на музичката вечер 2015 година, со кои прво разговараме со Ферус Мустафов, а тоа е кралот на румската музика. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. По не знам кој пат, затоа што со вас сме правиле разговори многу, сме водели разговори во емисијата на Канал 8. Добро вечер за вас, добро вечер за сите гледачи на Канал Телевизија 8. Па, многу пати имаме ние вака и интервју и свирено у телевизија. Ово ми е втор пат на оваа музичка вечер, која се одржува. Минатата година бевте, минатата година бев во Каменица, кај беше? Така, беше во Каменица. Каменица, да. И сега тука, во Виница, па ќе видиме до година кај ќе биде. Да, зависи кои ќе бидат организатори. Оваа година се Унико Бенд од Виница и затоа тука е, нели, во Виница е оваа музичка вечер. Добар е амбиентот, долу во долната сала е, но поради гласната музика тука моравме да го направиме разговорот. Ферус, неодамна, добро, пред 10 дена се вративте со вашата група од Барселона. Не бев со група ја. Така, сам беше? Сам бев, ја бев како... Значи, оди Ферус сам, да, како специјален гостин, да. Учествував на нивни проекти тамо, оркестарот од Барселона, нормално. И еден концерт имав со нив. Мислам, супер беше, добро ме прифатија, добро ме пречека, луѓето... Таму свиривте пред македонци? Не, пред македонци. Пред која публика таму се Па нивна публика, ја не и познавам луѓето фактички, али не ги ни разбирам шпански. Се шпанци беа. Но дали се развеселија? Која музика бара таму? Па сега како што гледам, барете ја нашата музика. Многу е бара на нашата музика и претежно гледам и од Шабан Байрамовиќ таа музика ја барат. Мислам, супер, мислам сите играат, сите се веселјаат. Така, во теќе подготовка на некоја твоја музика, ти имаш доста музика, доста имам цењења, доста, така, да. Но што работиш во моментов? Еве, ја моментално сега правам пак некој ора мој, кој работам за продукција Сезам. Така. За нив работам, ја за Македонија, јас сум како продуцент за нив. Али работам сега ја мојот проект, нов, од еден проект издадов од тамо, пред 2 години, да речам. И сега работам на друг проект, кој треба да го спрема, али не можам толку скоро. Валда пак е од едно 2-3 месеца, сигурно. Така. Иначе, имам, еве се спремам и за Словенија имам. Така, кога ќе заминиш? 30-31 мај тамо сум. Така. После имам за Турција со овие шпанците, кои шпанци, не можам да речем само со шпанци, тоа е една соберена група кој од Македонија, од Турција, од Словенија, од Србија, од Португалија, од Унгарија, мислам, многу мешани музичари, така. Али, добро, мислам, сите се учени луѓе и сваќат, имат нотирано се и се свират без проблем. Така. Добро, тоа е во однос. Соработуваш со многу пејачи, групи, така ли? Како се снаоѓаш со сите? Или нема проблем за Ферус да се снајде во секоја група? Па не знам, ја до сега не сум имал проблеми. Да. Те бараат на секаде, мора да признаеш за тоа. А Ферус од времето си е баран. Да. И ќе се бара, мислам, уште многу години, додека свирам. Така. Колку те бараат жените? Ти
ти многу ги сакаш жените, тоа мора да го споменеме. Сега Мислам дека го споменавме и во емисијата во Канал 8. Фати у факт, сега па. Ке речат после јас зборам за жените. Гледате ли? Не така, новинарите зборуваат така ли? Новинарите, Но со факти и со аргументи. Они сакат нешто тука. Тука има некоја работа што ме прашуваат за жени. Ами јас, слушај, не ме занесува многу, ја. Така? Како се снаоѓаш со жените? Како? Па мора да се снајдеш некако. Приватниот живот каков е, љубовта, имаш време за приватен живот? Затоа што на професионален план си доста зафатен. Имам време и за тоа, имам сега малку изостанав назад, затоа што керкичката веќе еве 2,5 години е. Така. И малку тешко да бегам од неа. И не може, без мене не спие и така натаму. Да, има си обврски околу детенце, така ли? Да, ја немам обврски, него она си е поврзана со мене многу и со мене си спие дури. И тоа е тоа. Малечка керкичка имаш, тоа е од кој брак? Од вториот брак. Вториот. Да. Со првиот брак заврши, но имаш неколку деца? 2 деца. 2 деца, така? 2 деца. Не смеа повеќе. Нема да бидеме богати. Трошкови се големи. Така. Кои се плановите за понатаму на професионален план, освен Словенија? За 2015-та? За 2015 уште не имам ова, реков за Словенија и за Турција, кој треба да одам со таа екипа. После не знам, уште нема јавено никој за концерти. Повеќе они, значи, на фестивали викат. Ти не настапуваш на фестивали, добро си познат во Македонија, но како е за фестивалите во Македонија? Нема да се појавиш на некој фестивал во 2015? Не би не отишол. Зошто? Затоа што, како да кажам, нема кај нас, не те ценат многу кај нас. Џабе да одеш и не се исплаќа тука, џабе сакат, а и не добиваш ништо. Со тоа, ништо. Они, еве колку имаше кај нас, вика, од страна музичари за некои празниците, државни празници, од надвор викат музичари, Ферус не го викат. И према тоа ја не се откажав скроз од нив. Јас се одам надвор повеќе. Кој ме вика, таму одам. Так, а те викаат... И кај дават пари. А иначе Добро ли се обстанува од музиката? Па, зависи кој. За тебе? Мене ми е добро. Добро е... Добро, Ферус е баран и добра. Пара се заработува надвор од државата, така ли? Нормално. Мислам сега, Ферус има некоја цена негова кој стварно да му се исплати. Иначе има доста музичари што да свират свака им час се е уреду, али тоа е што не знам они како обстануваат со толку малку пари. Кај нас у Македонија малку слабо е со пари. Не им се дава пари на луѓе. Може да сака да дава, ама кога нема што ќе даде, тоа е тоа. Ја можда годишно кај нас што имам некои мои пријатели што сме доста поврзани вака, па можда едно 10 свадби свирам џабе. Али што знам дека утре он ќе ми помогне за нешто. Да. Тоа е. Така. А иначе има и свадби, али секој не може да плати тоа цена. Да. Мислам што но и секој не може да го плати Ферус. Така ли? Некој можат, ама некој не можат. Тие што се надвор, што имат добра плата, што взимат, они дават. Така. Ферус, колку младите сакаат да научат македонската, па и ромската музика? Доаѓаат ли, се распрашуваат да ги учиш, колку еве, сега моментално идат доста барат да им покажам. Ја малку напсум со времето е вака и немам тука во Штипсуноти, немам таква просторија за да ги учам. Иначе доваѓат, а у Скопје имам услови, тамо во мотелот кај што ми е, тамо имам и студио, имам се, али сега морам да определам тука да најдам негде некое место
за учење у Штип, да речем у неделата 2 пати и 2 пати у Скопје да одам. И таму. Оти доста деца барат сега да учат. Поготово оваа музика барат што ја свирам ја. Така, да. Па веќе Важно е дека- доста од мене испаднаа, мислам те. Да. И Џафери, Демирали и други тој Исо сега што е, има доста деца што се добри, што ама они се напредени многу со повеќе ова ромската музика. Да. А мислам, а стилот тоа е од Ферус стил го свират Так. нормално. Ти знаеш луѓето еве на свадби, на свечености да ги кренеш на ноза често. Тоа го правиш со трубата, така ли? Со саксофонот, нормално. саксофонот, да. Нормално. Се знае кога прво кога ќе почнеш да сали сите Да. на нога. Сите на нога. Да. Значи, ретко кога Фирус да свире, а да се остане рамнодушен и да се седи така на столчето. Цела свадба, Да. оти повеќе сега ме викат на саат време. Цела свадба трае толку колку што свирам ја. Да. Оти се тука е ритмиката у тој момент. Саксофонот што кога ќе свирам ја. засвири и веќе Па, тука тоа е сите се на нога. тоа е. Да, и се развеселуваат и домакините, па и Ама за секого, и за гостите, секого. да. Да. А што ќе им порачаш и на младите и на оние кои сакат да Па, учат саксофон? Младите нека настават, нека вежбат, нека учат. Треба многу Мислам, вежбање, така ли? Има вежбање. Не само ромска музика да речам, Да. него треба и македонска, и српска, и бугарска. Секоја музика што постои, оти музиката нема граница, се мора да учете. Мислам да постигнете тоа ниво што го сакате. Так. Ферус, јас ќе ти се благодарам што еве и покриза фатиноста на музичката вечер. Ќе пуштиме и музика од вас, се разбира. Сепак издвоивте време, барем накратко да направиме интервју со вас. Да. Ќе ве очекуваме во канал 8 телевизија да дојдете, па да направиме цела емисија. Ќе дојдам, зашто да не. Јас сум дошол и пак ќе дојдам. Така, благодарам уште еднаш. Волим, чао на сите.
На оваа музичка вечер 2015 во која рековме дека организатори се Унико бенд, настапуваат и Фантастико бенд од Виница. Разговараме со Валерија Јангеловска, вокал во групата. Валерија, како се чувствувате на оваа убава вечер? Вие прифативте по неколку пати, нели, да бидете гости во оваа музичка вечер. Тука сме во Центро Бизнис. Како се чувствувате? За почеток одлично се чувствувам. Најпрвин добро вечер до сите. Прекрасно е и чест ми е да учествувам во ваква, па како да кажем, манифестација. Да. Убаво е организирано, се како што треба и Да. се надевам дека ќе се забавуваме, ќе слушаме убави народни македонски песни, па и српски, се што е. Да. Весело. Ова музичка вечер е можност повеќе да се видите вие, значи музичарите од Источна Македонија, да размените мислења, искуства, можеби и турнеи каде едни биле, па други да отидат, така ли? Така. Да се видите затоа што Најдобро е дружбата, разговорот со колегите, колегијалноста. Така, Тоа е имате убаво. подготвено репертуар за оваа музичка вечер? Со што ќе се представите? Ќе се представиме со нашите песни што ги имаме снимано и можеби ако има место и за други песни. Ќе видиме. Така. Фантастико бенд функционира од која година? Па пред 4 години се формира. Да. И Добро функционирате на, Да. на забави, на свечености? претежно свириме свадби. Така. Ве бараат на секаде? Да, и прослави, ресторани, но претежно свадби. Знаете да ги подигнете луѓето на нозе, така ли? На свадби, на свечености, тоа е и целта. Тоа е целта, да. Валерија, морам да споменам дека со Фантастико бенд ќе направиме една убава емисија, односно ќе снимеме емисија во студиото на Канал 8. Ќе бидете наши гости веднаш после музичката вечер. Значи нема да откриваме детали околу вашите турнеи, околу вашите свечености кои Ќе тука биде во Македонија. изненадување, да. Така, да, значи ќе ми дојдете во студиото, сега тука ќе ве поздравам и еве еден поздрав и вие до гледачите. Поздрав до сите гледачи и љубители на музиката, сакајте ја и слушајте ја македонската музика. Така, благодарам за разговорот. Благодарам. Запеј песна, молимо ме,
Ajde, Valerija!
velike, košu se samo eseni, u mene zapišani. Tinke ka tinke, ti nedelinke, zašto ne mi zboruvaš? Kako mrako prezori, kako moja nebesna, pred mene šestnuvaš. Tinke ka tinke, ti nedelinke, po tebe luduvam. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, po tebe luduvam.
vidiš, koji pomina, umrem za nego. Mi pomina moji tolive, mila majčice, mi pomina moji tolive, umrem za nego. Kaj što ti veterve, umrem za nego. Kaj što stoji sunce gre, umrem za nego. Majčice, ke me nosi mog rida, umrem za nego. Ke me šeta, soka i šeto, moje zeroto. Ke me šeta, soka i šeto, moje zeroto. Dobro da me koljoči pliko, mama ne me dala koljo za tebe. Nisi dobro da me koljoči pliko, mama ne me dala koljo za tebe. Pomejani odiš koljo, rino vino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Pomejani odiš koljo, rino vino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Čini koljoči kliko, toliko mi čini koljo merako. Pomejani odiš koljo, rino vino piješ, a doma rano ne si odiš da spiješ. Pomejani odiš koljo, rino vino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Čini koljo trlo to, toliko mi čini koljo grlo to. Koliko ti čini koljo trlo to, toliko mi čini koljo grlo to. Pomejani odiš koljo, rino vino piješ, doma rano ne si odiš da spiješ. Pomejani odiš koljo,